Бајколент. Аудио бајке. Клара и златната ѕвезда. Си беше една добра и нежна девојка по име Клара. Таа живееше со својата маќа и полусестра Габриела. Маќејата не беше добра кон Клара. Таа ја сакаше само својата ќерка. На Габриела и купуваше убави и скапи фустани, а на Клара и даваше стара и искината облека. Секој ден Габриела носеше вода од реката со убав бокал. Клара пак мораше да носи вода со старо корито полно со дупки. Затоа водата ја истекуваше по пат и маќејата често ја караше. Еден ден, додека Клара беше на реката, коритото ѝ падна во водата. Додека се обидуваше да го извади, се појави една старица. Старицата ја замоли: "Ќерко, можеш ли да ми помогнеш? Ме чеша грбот." Клара веднаш се согласи. Кога погледна, виде мравки на грбот на старицата. Иако не ѝ беше пријатно, Клара внимателно ги тргна сите мравки. Старицата беше многу среќна и рече: "Ти си многу добра девојка. Дојди со мене." Во својата куќа, старицата ѝ покажа убави фустани и едни обични неугледни рубини. "Избери што сакаш", и рече. Клара скромно ги избра неугледните рубини. Кога си тргнуваше, старицата ја предупреди: "Кога ќе слушнеш магаре како рика, не се врти назад." Клара ја послуша. Кога го слушна магарето, не се сврте. Тогаш во нејзината рака се појави сјајна златна ѕвезда. Кога се врати дома, маќејата стана љубоморна, затоа што Клара добила златна ѕвезда. Па ја испрати Габриела да направи истото. Но Габриела не беше љубезна. Кога ја виде старицата и мравките, извика: "Колку е тоа гадно!" И покрај тоа, старицата ѝ дозволи да избере награда. Габриела ги избра најубавите фустани. Кога си заминуваше, не ја послуша старицата. Кога го слушна магарето, се сврте назад. И одеднаш и порасна магарешка опашка. На крајот, Клара порасна и се омажи за добар принц кој ја сакаше поради нејзината добрина. Габриела пак остана со својата казна. Поука: добрината секогаш се наградува, а лошото однесување носи неволја. Ако ти се допадна бајката, притисни лајк, шер и сабскрајб. Се гледаме во следната бајка.